Во март 2025 година се очекува да завршат работите на хидроцентралата, која во јули почна да се гради непосредно под браната Кнежево, виталниот дел на хидросистемот Злетовица. Деновиве кога отидовме на терен, работниците работеа на видливата градба, која ќе биде една од планираните 6 хидроцентрали на системот, важен за над 100.000 жители. ХЕЦ-Б, како што објаснува директорот Златко Стојановски, ќе ги процесира водите неопходни за обезбедување на биолошки минимум на реката од брана Кнежево. Оваа година во месец јули е започната изградба на хидроцентралата ХЕЦ-Б на брана Кнежево. Истата е со вкупна вредност од 450.000 евра, од кои 255.000 евра е се донација од Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија и 225.000 евра се донација од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство како наше ресорно министерство. Истата планираме да биде пуштена во работа во месец март наредната година. Хидроцентралата е дел од фаза 2 на Злетовица, од каде моментално со вода за пиење се снабдуваат 3 градови од источниот дел на Македонија. Остануваат да се приклучат уште 2 општини – Карбинци и Лозово. За комплетирање на целиот проект Хидросистем Злетовица остануваат уште 2 фази, тоа е фаза 2 и фаза 3. Фаза 2 го опфаќа на наводнувањето на општините и фаза 3 делот на енергетика. За докомплетирање на овие 2 фази во постапка е барањето на кредитори за кредитирање на овие 2 фази. Со реализација на фазата за наводнување би се обезбедила вода за наводнување на земјоделска површина од 3500 хектари во Пробиштип и 957 хектари во Кратово. Но, со оглед на изминатото сушно лето, кое е забележано како најтоплото лето откако се мерат температурите. Од голема важност е состојбата со браната, каде се складираат води кои треба да ја задоволат жетта на планираните 5 општини – Пробиштип, Штип, Свети Николе, Карбинци и Лозово. За приклучување на вода за пиење на хидросистемот на Злетовица остануваат уште 2 општини, тоа е општина Лозово и општина Карбинци. Општина Карбинци очекуваме до крајот на оваа година да потпишеме договор и меморандум за соработка со што ќе се овозможи граѓаните на општина Карбинци да се снабдуваат од хидросистем Злетовица со вода за пиење, додека пак за општина Лозово е изготвена техничка документација и за истата се очекува да се отпочне со изградба на филтер станица во Лозово. Хидросистемот Злетовица значи успешно менаџира со водите со кои стопанисува. Нема прекин со водоснабдувањето на општините Пробиштип, Свети Николе и Штип, не очекуваме. Имаме доволно количина во акумулацијата, така да приклучувањето на општина Карбинци во водоснабдителниот систем нема да представува дополнително оптеретување на истата. Изградбата на планираните хидроцентрали за јавното претпријатие Хидросистем Злетовица се од особено значење, бидејќи ќе овозможат зацврстување на финансиската стабилност со оглед на цената на електричната енергија на светскиот пазар. Македонски медиа сервис. mms.mk